Над 4 милиони деца во светот се згрижени или нивното семејство е зајакнато благодарение на СОС детските села во 136 земји. Со згрижувачките семејства и други видови на алтернативно згрижување на СОС детските села се опфатени околу 255.000 деца, а со програмите за зајакнување на семејствата во социјален ризик се опфатени околу 3,7 милиони деца. И во сите овие бројки кои што ги споменав, учествува СОС детското село, кое што на глобалното СОС детско село му се приклучи пред точно 22 години. За сите активности кои што ги извршува знаеме и чисто сме информирале во Македонија наутро, а врвното признание за оно што го работат го добија деновиве и од председателот на државата Стево Пендаровски. За оваа тема секако имаме и разговор. Велам добро утро за Александар Трајковски, кој што е председател на СОС детското село. Александар, добро утро и честитки за наградата еве на самиот почеток на разговорот. Добро утро, ви благодарам на честитките. Ова е една случување, еден настан кој што нам многу ни значи, заради тоа што станува збор за препознавање на нашата мисија, која што делуваме, која што работиме веќе 20 години, повеќе од 20 години, 22 години, и која што е препознаена од највисоката институција во државата. Председателот Стево Пендаровски ни ја додели повелбата на Република Северна Македонија за резултатите постигнати на полето на социјалната заштита, по-конкретно на полето на заштитата и примената на правата на децата. Споменав и во најавата, околу 4 милиони деца во светот добиваат поддршка и се згрижени благодарение на СОС детските села. И Македонија учествува во оваа глобална статистика. Колку семејства и деца поддржувате во Македонија? До пред некое време ние бевме фокусирани на програмата СОС детско село во Ченто, кое што е всушност еден и од заштитите, најголемиот заштитен знак, презнакот на СОС детско село Македонија. Се етаблиравме на тој начин што граѓаните најмногу до сега не препознаваа по СОС детското село, каде што поддржувавме 13 семејства, но нашата дејност ја прошируваме преку повеќе згрижувачки семејства од изминатиот период, така што тој број од 13 прерасна на 66 згрижувачки семејства, подоа дојде и до 70-та бројка, и веќе не е само во Скопје, туку се и во градовите низ Македонија, како што се Велес, Свети Николе, Неготино, Тавадарци, Гевгелија, Струмица, Валандово, Радовиш. Ние работиме, значи тоа е, отворивме и лиценциравме центар за поддршка на овие згрижувачки семејства, но покрај тоа што го отворивме и центарот, ние вршиме и обуки кои што се за обучување и за поддржување на сите оние кои што сакаат да станат згрижувачи и кои што се веќе дел од оваа приказна. И ќе проговориме за нив подоцна. Сите ние кои што сме растани со љубов и родителска грижа, сметаме дека семејството е логичен след на нештата и ни следува на сите, но за жал тоа не можат да го кажат дечињата кои не растат со семејство и родителска грижа, и тука стапувате вие на потек. Но ова е можеби совршен момент за да кажеме колку е важно семејството за здравиот раст и развој на секое дете. Токму така. Тоа е нашето мото, дека ниту едно дете не треба да расте само. Што значи ниту едно дете не треба да биде оставено само на себе, не треба да биде оставено на улица, туку треба да има свое семејство. Доколку нема свое семејство, како што се случува и она што е тема заради која што ние сме денес тука, заради која што зборуваме, постојат тие алтернативни згрижувачи, алтернативни семејства, кои што му ја пополнуваат онаа празнина која што му не достига, а која што ние останатите
си ја сметаме дека е, како што рековте и вие, дека ни следува по самото раѓање, така сме ја прифатиле. И ние сме тие, значи СОС детско село, кои што ги гради капацитетите на тие семејства, за да може децата да се чувствуваат како да се тоа нивни биолошки семејства. Но, покрај тоа, СОС детските села, вклучувајќи и нас, значи тоа е таа глобална мисија, работи и на заекнување на контактот со биолошките семејства на оние деца кои што се оставени, бидејќи нивните родители не се во можност од различни причини да се грижат за нив. Семејството е многу битно, заради тоа што психолозите, педагозите, сите тие стручњаци тоа го детектирале уште многу одамна, дека во една таква здрава средина може да се развие и да се создаде една здрава личност која потоа ќе биде чинител на општеството. Расте ли бројот на загрижувачки семејства, даваат ли кампањите ефект? Да, значи ние таа кампања што ја промовиравме и што ја реализираме е кампањата Подај рака, промени живот, стани згрижувач. Кампања која што буди свесноста кај граѓаните за активирање во оваа област и за луѓето да се охрабрат и да станат згрижувачи. Да, кампањата има ефект. Бројот на згрижувачки семејства во моментот во потенцијална бројка е околу 62 и можам да речам дека до заклучно до декември 2022 година ние имаме 172 згрижувачки семејства кои што покриваат околу 300 деца, над 300 деца. Имате ли соработка со институциите, со државата, со општествено одговорните компании во реализација на мисијата? Да, секако, ние не сме сами во целата оваа приказна. Препознаени сме и од државата, и од компаниите, како организација која што е на правиот пат, која што делува во насока на подобрување на детскиот живот. Имаме соработка на повеќе проекти, подолгорочна соработка, имаме и соработка, значи, освен со државните институции и со донаторите кои што се наши пријатели, кои што во голем дел несебично се вложуваат на одреден начин да ја помогнат нашата мисија, односно да го помогнат животот на оние деца кои што се без родителска грижа или се во ризик да ја изгубат детската грижа. Ова 22 годишнина практично ја одбележувате со најголемото признание државно од председателот на државата. Која е мисијата на СОС детското село за годините кои следуваат? Како што одевме до сега, сакаме да продолжиме понатаму, да работиме на уште поголемо афирмирање на оваа приказна, која што до сега даде резултат и која што се надеваме дека со сите чекори се надврзуваме на претходно што кажавме, не само ние сами, туку и во поддршка со сите чинители околу нас, да можеме да дадеме и да реализираме уште поголеми и по-успешни резултати. Поддршката медиумска ја имате од нас, па одиме заедно на патот. Ви благодариме многу. Благодарам за разговорот во Македонија. Благодарам вам. Ване, доколку нема прашања, ние го заокружуваме и ова линковско вклучување со информациите кои што ги слушнавте во текот на разговорот. 22 години СОС детско село го добија најголемото признание од председателот на државата Пендаровски за сите години труд и работа.